Диктатура е па кога диктатурата е факт, револуцијата е обврска. А ние, затоа што главата и упорноста ни се најако оружје, ќе се бориме со зборови и ќе се бориме со упорност. И самата власт ни покажа дека најмногу се плаши од зборови. Зошто инаку ќе се однесуваше така спрема медиумите? Зошто, ако не се плаши од зборови, ќе ги тргнеше на страна сите новинари што кажуваат поинаква вистина од незината? Зошто единствена емисија во која што гостуваат е емисијата Јади Бурек? Изгледа од сега натаму единствено нешто што ги гледаме по телевизиите ќе бидат емисиите за готвење и рекламите со кои што ќе пробаат да ни го исперат мозокот. Дали ќе дозволиме, зависи само од нас. Па има ли дали ќе веруваме во тие реклами, зависи само од нас. Има ли некој што се уште верува дека Ариел може да ги испере сите флеки и тоа со ладна вода? Јас не верувам. Што друго може да им се каже? Што друго може да се каже на оваа тема, освен да ги замолам сите оние на кои што вестите на Сител им се главна приказна за добранот, да дојдат, да ја слушнат нашата вистина, да го слушнат она што сега овде ние го зборуваме и потоа да одлучат што е поблизо до нивната реалност, она што ние го зборуваме или она што го слушаат на вестите на Сител. Скоро 7 години истите луѓе ја имаат власта и тоа апсолутна во Република Македонија. А земјата никако да тргне напред, или барем да стои во место, но не може. Затоа што со земање толкави кредити и со нивно непродуктивно трошење не може да се оди напред. А сепак со секое спомнување на оваа вистина, без разлика дали во официјалните институции или на социјалните мрежи, секој од нас е етикетиран како платеник на некоја странска држава. Па кои се тие странци што даваат пари за ваква работа? Па тие веќе не доваѓаат овде ни да инвестираат затоа што не им е исплатливо, освен во телевизиите се разбира. Сами сме овде во оваа мала држава и сами треба да се избориме да го зачуваме барем она што остана од неја. Едва и не има 2 милиони. Имаме плодна земја, имаме вода и сонце повеќе од колку што ни треба. Имаме субвенции и тоа секоја година се повеќе и повеќе во земјоделието, а сепак храна увезуваме и тоа секоја година се повеќе и повеќе. Епа не е до светската криза, до нас е. Мислам дека состојбата во Македонија многу лесно може да се поправи, само треба некој да сака. Доволно е економијата да ја водат искусни и зрели економисти, политиката да ја водат искусни и зрели политичари, образованието да го водат докажани професори, а здравството докажани лекари. Тогаш ќе биде, само во такви услови може да ни тргне сигурност. Такви луѓе Македонија има, само треба да им се даде шанса и да се остават да го работат тоа што го знаат без никаков притисок. Треба да сме свесни дека не можеме сите да бидеме државни службеници и учители. Сите оние што допреле до таква работа многу убаво знаат дека 5 души работат на едно работно место, што може да таа работа да ја заврши само еден човек. Па мислат ли дека такво нешто може да биде вечно? Многу луѓе вработени со договор на 3 и на 6 месеци работат во оваа земја, а многу убаво знаат дека тие работни места се измислени. Така нема да може да оди понатаму. Сето ова можеме да го поправиме само со упорност, со масовност и со единство. Ви благодарам.